Сите вработени лица да се водат на предновогодишна прослава, едногласно истакнаа денес анкетираните за М-нет телевизија. И додека од една страна во денешницата дополнителната плата, наречена К15, е оврска на работодавачот, граѓаните велат дека е оврска и ваквата забава, која пружи дружба и отргање од секојдневните проблеми. Додаваат дека дури со еден обичен ручек може да се даде почит на работникот. Ако имат пари, нека ги водат, нека видат нешто убаво и работниците, нека отворат джепо, нека го отворат газдите, нека се провеселат работниците и нека им дават и 13-та плата, нека ги наградат. И сега е време на дарување. А дарувањето е најубавата работа, најубавото чувство. Ја мислам и тоа е дарување, еден ручок или една вечера. Па зашо да не се провесели народ? Добро е. Еве, ние возрастни, стари да речем, па се радуваме, еве, градот што не е украсен. Прв пат за... да, и на прослава. Па нека одат. Треба да има. Убаво е, убаво. Вида се, луѓето провеселат се малку колегијално, да. Друг дел вела дека не знаат што значи прослава, бидејќи како што велат никогаш го немаат доживеано тоа чувство, додека трети во сеќавање се навратија и на тие спомени. Не. Никогаш. Зашо? Па никој не ме викал. Па не е лошо кои се добри филми, мислам финансиски кои се добри. Не е лошо. До газите. Водеме пред оној еден ден, одеме уочи на Нова година. Одевте ли на времето на прослава? Не. Па треба се водат. А дали се водат? Не. Инаку предновогодишните прослави се прават обично пред неколку дена од новата година, со цел да се затвори старата година во добри сеќавања и со нови возбуди да се пречека новата, која за сите означува нов мотив и нова надеж.